10.000 невработени во моментов има во источниот регион, но 1.000 понуди за работа. Математички, доколку оние што седат дома одлучат да работат, тогаш невработеноста во најсиромашниот регион би се намалила за цели 10%. Но со години, проблемот е во тоа што потребите на фирмите и квалификациите на оние што се без работа најчесто не се совпаѓаат, па со години бројот на невработени останува голем. Од лицата евидентирани кои што се со понисок степен на образование, најбарени занимања се ѕидарите, армирачите, заварувачите, понатаму браварите. Очигледно е дека има неусогласеност помеѓу понудата и побарувачката на работна сила. Агенцијата за вработување континуирано прави анкета за идните потреби од вештини кај работодавачите и секако добиените сознанија одат во насока на креирање на активни програми и мерки со кои всушност ќе се задоволат потребите и барањата на работодавачите. Од бројката 10.000 невработени, околу 5.000 се на возраст од 45 до 60 години и таа реално им овозможува помали можности за вработување. Но прашањето е, што со останатите 5.000 кои се на возраст до 40 години? Младите денеска тражат да седат у кафанчињата, да се занимаваат, да си спијат до 2 сата, да излезат у 11, целно да се... Младите немат навика за работа. Колку реална невработеноста. Не е реална, затоа што тие што има работа, а не сакаат да работат. Реално бараат на младите работа, меѓутоа бараат повеќе она полесна работна, ментално, да кажеме, да бидат ангажирани, физичката работа ја избегават и така. Ова мислење го потврдува и текстилниот сектор, каде работа има повеќе од било кога. Тој проблем не е само во текстилната индустрија, него воопшто во производството. За жал кај нас се изместија сите критериуми за професија, за избор на професија, за успешност во животот, така да во принцип младите не се војни да работат во производство, а од друга страна сами знаеме дека постои голем број на невработеност на популацијата, посебно на женската популација, така да треба системски пријот. Сето ово потврдува дека во најголем дел работата не е проблем, туку потенцијалните работници. Секако многу повеќе од досега за нив треба да направи државата, но пред се компаниите кои имаат итна потреба од работници. Најверојатно, оние што досега не успеале да ги убедат со плати, од сега ќе морат да ги убедуваат со нешто поголеми плати.